Сега, денеска јас нема да проповедам, ама ќе преведувам. Тим, сакаш да дојдеш напред? Повели. Добро утро и Божи благослов на сите вас. Good morning and God's blessing to all of you. Верувам дека Господ има план. I believe that God has a plan. Он има план за мене, He has a plan има план за тебе, for me, for you, има план за ова заедништво. and for all this community, fellowship. It's a privilege and honor for me to be here this morning. За мене е привилегија и чест да бидам овде ова утро. Be encouraged this morning that the Holy Spirit is here among us. Бидете охрабрени ова утро, бидејќи Светиот Дух е овде помеѓу нас. And He wants to speak to our hearts. И тој сака да зборува на нашите срца. Let's go ahead and get into our message this morning. Ајде ова утро да се насочиме кон пораката што имам за вас. The title of my message is Jesus Christ, the Passover Lamb. Насловот на мојата порака е Исус Христос, пасхалното јагне. What an exciting time of year we're in. Во колку прекрасна година се наоѓаме. We're preparing our hearts and minds to celebrate the most important Sunday on the Christian calendar. Ние се подготвуваме за наскоро да го прославиме најважниот празник во христијанскиот календар. Easter Sunday. Великденската недела. If you have your Bibles, let's turn and read our text together. We're going to start in John chapter 11, verse 45, and read through John 12:13. Ако си ги носите Библиите, може да отворите на Евангелие по Јован, ќе читаме од Јован 11 глава To John 12, verse 13. до 13 стих. You can read in English, but from where to where? John 11:45 through John Значи, 12. од 11 глава 45 стих, па до 12 глава 13 стих. Селата. Or I can read in Може на македонски. Јас ќе читам на македонски, а потоа тој ќе проложи. Значи, Јован 11 глава 45 стих. Тогаш мнозина од јудејците што беа дошле со Марија и видоа што направи Исус, поверува во него. Некој од нив отидоа кај фарисеите и им рекоа што направи Исус. Тогаш првосвештениците и фарисеите се собраа на совет и рекоа: што да правиме? Овој човек прави многу чуда. Ако го оставиме така, сите ќе поверуваат во него. И ќе дојдат римјаните, па ќе ни ја одземат земјата и народот. А еден пак од нив, Кајафа, кој таа година беше првосвештеник, им рече: вие ништо не знаете, ниту помислувате дека поарно за нас да умре еден човек за народот, отколку сиот народ да пропадне. А ова го рече не само од себе, туку бидејќи беше првосвештеник таа година, тој прорече дека Исус ќе умре за народот. И не само за народот, туку за да ги собере и заедно растурените Божји чеда. И од тој ден се согласија да го убијат. Заради тоа Исус веќе не се појавуваше помеѓу јудејците и оттаму отиде од тој крај близу во една пустина во градот наречен Ефрем. И таму се задржа со учениците своји. А се наближуваше јудејскиот празник Пасха. И мнозина од тој крај отидоа во Ерусалим пред Пасхата за да се очистат. Тогаш го бараа Исус и стоејќи во храмот си разговараа меѓу себе. Што мислите? Нема ли да дојде на празникот? А првосвештениците и фарисеите беа веќе издале заповед, ако некој дознае каде е, да јави за да го фатат. И продолжуваме 12 глава. На 6 дни пред Пасха дојде Исус во Витанија, каде што беше умрениот Лазар, што го воскресна од мртвите. Таму му приготвија вечера и Марта служеше. И Лазар беше еден од оние што седеа на трапезата. А Марија зеде литар скапоцено миро, ги помаза нозите Исусови и ги избриша со косата своја на нозете негови. И куќата се исполни со мирис од мирото. Еден од учениците негови, Јуда, Симон Искариот, кој подоцна го предаде, рече: зошто не се продаде ова миро за 300 денари и тоа да се раздаде на сиромаси? А ова тој го рече не дека се грижеше за сиромасите, туку затоа што беше крадец.
Тој го чуваше ковчежето и крадеше од она што пуштаа во него. А Исус рече: оставете ја, таа го запази тоа за денот на мојот погреб, зашто сиромасите ги имате секогаш покрај себе, а мене ме немате секогаш. До кој стих требаше До 13. До 13. Мнозина од јудејците разбраа дека Исус е таму, па дојдоа не само поради Исус, туку да го видат и Лазар, зашто тој го воскресна од мртвите. А првосвештениците се договорија да го убијат и Лазар, зашто мнозина од јудејците се издвојуваа поради него и веруваа во Исус. На другиот ден, мноштво народ кој беше дошол на празникот, кога чуја дека Исус дојде во Иерусалим, зедоа палмови гранчиња и излегоа да го пречекаат и викаа велејки: Осана, благословен е оној кој доаѓа во името Господово, царот Израелов. Amen. Амин. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this morning. Боже, ти благодариме ово утро. We thank you for your word. Ти благодариме за твојот збор. Your word is truth and it's life to our souls. Твојот збор е вистинит и тој е живот за нашите души. I pray that you would speak to our hearts, Се молам да зборуваш на нашите срца, you would speak to our minds, на нашите умови, that we'd be encouraged by your word, да бидеме охрабрени од твојот збор. and as we move into celebrating Easter, И додека се наближуваме кон Великден, that our hearts, our minds, and focus would be on you and on you нашите alone. срца и умови да се фокусираат на тебе. We thank you and we praise you in Ти Jesus' name. благодариме и те славиме во името на Исус. Amen. Амин. Sometimes, many times when you read the Bible, Многу пати кога ја читаме Библијата, it's important that you just don't read a couple of verses. важно е да не прочитате само еден-два стиха. Because if you do that, it's very easy to take scripture out of context. Бидејќи на тој начин е многу лесно да го извлечете стихот надвор од контекст. Out of the verses that we read, Од сите овие стихови што ги you прочитавме, realize there's a lot going on. откривате дека многу нешта се случувале. It's not just part of a picture, and another part of a picture. Тоа не е само една слика, друга или трета. It's a continual story that's being woven through these chapters. Туку е една сторија која што продолжува низ сите овие поглавја. So many things are happening in these verses И толку многу нешта се случуваат низ овие стихови што ги that are читаме, even connected to the verses before them. што дори се поврзани со стиховите пред тоа. So give me the honor of sharing the context with you. Затоа, ајде да го споделиме контекстот. A pre-Easter miracle has happened. Овде се случи едно чудо пред Великден. Lazarus, who has been dead and buried for more than 4 days, was now alive. Замислете, Лазар, кој што беше мртов и погребан 4 дена во гробот, наеднаш оживеа. His resurrection was a living testimony to the power of God at work through the life and ministry of Jesus Christ. Неговото воскресение беше живо сведоштво, доказ за моќта и силата што ја има Исус Христос. The resurrection of Lazarus wasn't a small event. Воскресението на Лазар не беше некој незначаен настан. In fact, it was a dramatic presentation of God's will being fulfilled. Тоа беше драматична презентација на исполнување на Божјата волја. No one present that day could deny the fact that Lazarus had been 100% dead and was now alive. Никој тој ден не можеше да го одрече фактот дека Лазар беше 100% мртов, а сега е жив. This miracle came at a great personal cost to Jesus. Ова чудо дојде со голема цена што требаше Исус да ја плати. It was a moment that changed everything. И беше еден момент што промени се. According to John, the decision to raise Lazarus from the dead sealed Christ's death. Според она што го запишал Јован, кога Исус одлучи да го воскресне Лазар, тоа ја запечати смртта на Исус. Not long later, crowds would welcome Jesus into Jerusalem as king. Не многу подоцна, толпата го пречека Исус во Ерусалим како цар. Waving palm branches and saying, "Blessed is the king who comes in the name of the Lord." Тие маваа палмови гранчиња и велеа, благословен е оној што доаѓа во името на Господа. And not very long later, И не многу подоцна. those same people would turn their words of worship and praise into anger as they cried out, "Crucify him."
Истите тие луѓе кои што го обожава и велича Исус, подоцна за истиот него велеа, растни го. But for now, Но за сега, Lazarus was dead, or was alive. ајде да се вратиме назад. Значи Лазар беше воскреснат, оживеа. Jesus Christ, the one who claimed to be the resurrection and life, had provided both resurrection and life to his follower and friend Lazarus. Исус Христос, кој што претходно тврдеше дека тој е воскресението и животот, истиот тој му даде на Лазар воскресение и живот. Those who were there that witnessed this event were filled with awe and wonder. Тие што беа сведоци на овој настан беа исполнети со чудење и со восхит. Some immediately accepted Christ, Некои веднаш го прифатија Исус, while others remained skeptical. додека други останаа скептични. These skeptics went directly to the Pharisees and reported everything that they had seen and heard. И овие скептиците отидоа одма кај фарисеите и раскажаа се што виделе. After listening to their testimonies, Откако ги слушаа сведоштвата, the Pharisees and scribes called an informal meeting фарисеите и садукеите закажаа формален состанок to decide on what to do about Jesus. да одлучат што да прават за Исус, со Исус. It's important to understand. Важно е да се разбере This gathering, the Sanhedrin, дека овој собир Синедрионот was comprised of members of two main religious groups, беше составен од две главни религиозни групи: the Pharisees and the Sadducees. фарисеите и садукеите. They were given Roman authority to handle all the religious disputes or На нив problems. им беше даден авторитет од римјаните за да тие расправаат околу религиозни прашања и проблеми. In simpler terms, they were a religious court. Со други зборови, тие беа некако вид религиозен суд. During their meeting, they debated about what to do with this troublemaker, Jesus. На состанокот тие дебатираа што да прават со овој проблематичен човек Исус. On one side, if his teachings were correct, they were wrong, and their whole religious system would collapse. Од една страна, ако неговите учења беа исправни, тогаш тие се во грешка и нивното цело учење ќе пропадне. On the other hand, if Jewish people believed that Jesus was Messiah Од друга страна, евреите веруваа дека Исус е Месија, and started following his teachings, и ако тие почнат да го следат, it could cause the Romans to take control, тогаш тоа ќе предизвика римјаните да ја преземат контролата. removing the religious leaders from their high places of authority, И на овие религиозни водачи ќе им го одземат авторитетот. taking over their synagogues and claiming their land. И тогаш ќе им ја земат и синагогата и земјата. This could not happen. Something had to be done. И ова не смееше да се случи, нешто мораше да се направи, велеа тие. As the religious court was discussing among itself, Додека овој суд, членовите на судот дискутираа помеѓу нив, Caiaphas, the high priest, stands up and proclaims, "You don't know anything." Кајафа како првосвештеник, најглавен во судот, стана и рече: "Вие не знаете ништо. It's better for you that one man should die than for our whole nation to perish. Подобро е еден човек да умре, отколку целиот народ да страда." What Caiaphas was saying Она што Кајафа го предлагаше, was it was better to offer Jesus as a sacrificial lamb сакаше да каже подобро да го жртвуваме Исус како едно јагне, than to allow the Romans to destroy their nation. отколку да дозволиме римјаните да ни ја уништат нацијата. Jesus' death would save their nation from extinction. И не знаејќи всушност, тој прорече дека Исусовата смрт ќе ја спаси целата нација. Caiaphas had no idea how powerful his words were, Кајафа немаше поим колку се мокни овие негови зборови how prophetic they were. и колку се тие пророчки It's as they came directly from the mouth of God. како да дојдат директно од устата Божја. It would be better for my son, Како да Бог сакаше да каже подобро е мојот син, the perfect and spotless lamb, совршеното безгрешно јагне, to be sacrificed да биде жртвувано, than for my people to perish. отколку мојот народ да страда. Jesus Christ, the Son of the living God, Исус Христос, синот на живиот Бог, is and was the final Passover lamb. тој е
она совршено и конечно Божјо јагне. He had to be slain so that you and I would have atonement for our sins. И тој требаше да биде жртвуван за да јас и ти и имаме откуп за нашите гревови. Through his sacrifice on the cross, Преку неговата жртва на крстот. not only would the nation of Israel be saved, Не само што Израел како нација ќе биде спасен од but гревовите, salvation would be brought to everyone who believed in their hearts and confessed with their mouth that Jesus Christ is туку Lord. спасението ќе дојде за секој оној кој што ќе верува и ќе исповеда со својата уста дека Исус Христос е Господ. From the moment Caiaphas spoke these words, Во моментот кога Кајафа ги изговори овие зборови, things started to move quickly. нештата почнаа забрзано да се случуваат. In the minds of the religious leaders, Во умот на религиозните водачи there was no turning back on their decision. веќе немаше враќање назад. The path to Calvary's hill had been laid. Патот кон Голгота веќе беше трасиран. Jesus Christ would be put to death. Исус мора да биде погубен. This brought an end to Jesus' public ministry. И ова веќе стави крај на Исусовата јавна служба. He no longer openly ministered among the people. Тој веќе отворено не можеше да служи помеѓу народот. But scriptures say that he withdrew to Ephraim, И словото вели дека тој се повлече во областа Ефрем and there he remained with his disciples и таму остана со неговите ученици. until it was time to make their journey to Jerusalem. Се додека не дојде времето тој да отиде во Ерусалим. Jerusalem. А Ерусалим, Why were they planning to take a journey to Jerusalem? зошто би оделе во Ерусалим? Just like for us this morning, Исто како ние ова утро, the season of Passover was near. зборувавме нели дека наближува сезоната на Великден. Every year, Jewish pilgrims journeyed to Jerusalem to celebrate this great festival. Евреите од другите области секоја година доаѓаа во Ерусалим за да ја прослават Пасхата. According to scripture, it was normal for Christ and his disciples to make this journey. Затоа, според писмото, нормално беше за Исус и неговите ученици тие да отидат на тој I празник. want you to put yourself in that place and time. Сакам да се ставите себе си во тоа време и место. Think about it, what it was like. Размислувајте како е било. Excitement is in the air Возбудата е во воздухот. as preparations are being made for Passover. Сите се подготвуваат за празникот Пасха. For the Jewish people, no celebration was more important, Веќе за евреите ниту еден друг празник не беше поважен. and none could be more important for the completion of Christ's earthly ministry. И ништо не беше поважно за Исус ако сакаше да го комплетира, да ја комплетира неговата служба. This celebration was held in remembrance of Israel's exodus from captivity in Овој Egypt. празник ги потсетуваше евреите за нивното заточеништво и ослободување од Египет. If you remember from the Old Testament, on this night the angel of death passed over the homes, sparing the lives of their Ако firstborn. се сеќавате на оно што се случи во Стариот Завет, таа вечер на тој ден ангелот на смртта ги поштеди нивните домови на евреите додека беа во Египет. So they were excited as they remembered these things. И тие беа возбудени додека се сеќаваа на тоа нешто. As people from across the region gathered for this feast, И додека се собираа евреите од регионот, од другите места, they started to talk amongst themselves. тие започнаа меѓу себе да зборуваат. You know how it is. Знаете како е кога We as people like to talk among ние ourselves, сакаме меѓу нас да зборуваме различно, especially in Macedonia. особено во Македонија. Did you see the cloth my neighbor was using to wipe their windows? Видели со каква крпа комшиката го очисти прозорецот? Did you hear what happened to my neighbor's husband? Разбрали што се случи со мажот на комшиката? We're not very different today than they were. Не се разликуваме ние многу од нив тоа They време. were talking among themselves. Тие помеѓу себе They were зборуваат, wondering where Jesus was. се прашуваат, знаеш ли за тој Исус, каде ли е? However, it wasn't safe. Но како и да е, не беше сигурно, Jesus' life was in danger. бидејќи животот на Исус беше во опасност. The authorities made it clear that any sighting of him must be reported. Властите беа јасно кажале дека ако дознае некој каде е Исус, мора да пријават, So they could arrest him. за да може да го уопсат. So what do we see Jesus doing? И што реши Исус да направи? Out of wisdom, Во неговата мудрост, rather than going directly to Jerusalem,
наместо да отиде директно во Иерусалим, he returned to Bethany, тој отиде во Витанија, the community where Mary, Martha, and Lazarus lived. мало место пред Иерусалим, каде што живееја Марија и Марта и братот The Лазар. place where the pre-Easter miracle happened, where Lazarus raised from the dead. Токму таму се случи чудото каде што Лазар беше воскреснат. While in Bethany, И додека беше во Витанија, Jesus was invited to a party, a dinner party, Исус беше поканет на една забава that was done in his honor. во негова чест. During the meal, За време на вечерата something special happened. нешто посебно се случи. Mary, the sister of Lazarus, Марија, сестрата на Лазар, took a pint of costly perfume. таа зеде еден скапоцен парфем, сад со парфем. The word for that perfume is nard. Името Олдвард. на тој парфем е Nard. нард. Nard. She took this costly, expensive perfume and poured it over the feet of И Christ. таа го зеде тој скапоцен парфем и го истури на нозете на Исус. Scripture says she poured so much on his feet that she wiped up the excess with her hair. Библијата ни кажува дека толку многу беше истурено на неговите нозе што требаше да го избрише со нејзината коса. The smell of the perfume was so strong А мирисот од овој парфем беше толку јак, that the whole house filled with its aroma. што целата соба замириса од таа арома. This is a very familiar story to many of us. Ова е можеби позната приказна за многумина од вас. In fact, I can't tell you how many sermons I've heard preached on this story. Всушност толку многу проповеди имам слушнато на ова. There are even some famous Christian songs written about this encounter. Дури се напишани христијански песни од овој настан. Why? Зошто? Because this beautiful text is rich with lessons that we can apply to our daily lives. Бидејќи овој прекрасен текст е полн со лекции што може да ги примениме во нашите животи. This morning, rather than speculating or trying to uncover some hidden meaning from the text, Но ово утро наместо да бараме некакво скриено значење во текстот, let's look at the text in its pure form. ајде да го погледнеме во неговата чиста форма. The focus of this text here is Mary of Bethany, Фокусот на овој текст е на Марија од Витанија, the sister of both Lazarus and Martha. сестрата на Лазар и Марта. What lessons can we learn from the life of Mary? И што лекции може да научиме од животот на Марија? What about her interactions with Christ? Што во врска со нејзиниот однос со Христос? Is there something we can learn from that? Дали може да научиме нешто од тоа? The first thing I want to present to you is this. Првото нешто што сакам да ви го представам е ова. Mary valued her relationship with Christ. Марија многу го ценеше нејзиното заедништво или врска со Исус. This Mary of Bethany makes several appearances in the New Testament. За Марија од Витанија се спомнува на неколку места во Новиот Завет. Every time we read about her, И секогаш кога читаме за неа, she's always found at the feet of Christ. таа секогаш е покрај нозете на Исус. Whether listening, Без разлика дали слуша, crying, плаче or working, или служи. she continually makes the choice to be found at his feet. Таа секогаш одбираше да биде во близина на Исус покрај неговите нозе. My question this morning is, how much do we value our relationship with Christ? Моето прашање ово утро е колку ние го цениме нашето заедништво со Исус. In Matthew chapter 6, Jesus says, where your treasure is, there your heart will be also. Во Матеј 6 глава Исус вели: таму каде е твоето богатство, таму ќе биде твоето срце. Where's your treasure this morning? Каде е твоето богатство ово утро? In life, Во животот I've learned something. јас научив нешто. One thing I've learned. Едно нешто научив. Time Времето plus attention плюс внимание equals value. е еднакво на вреднување, вредност. Time plus attention equals value. Време плюс внимание е еднакво на вредност. If you want to know what a person values the most, Ако сакаш да знаеш што некоја личност најмногу вреднува, just look at what they're spending the majority of their free time doing.
Погледнете на што најмногу го троши незиното слободно време. or what they're giving the majority of their attention Или to. на што најмногу посветува внимание. Mary of Bethany was always giving her time and attention to Christ. Марија од Витанија секогаш своето време и внимание го посветуваше на Исус. She knew who he was and why he came. Таа знаеше кој е тој и зошто е дојден. When we know Jesus for who he really is, Кога ти ќе знаеш кој е Исус на вистина, we desire to be in his presence. тогаш ќе сакаш да си во неговото присуство. Our worship becomes authentic Тогаш нашето обожавање станува автентично, искрено, rather than just ritualistic. наместо само да представува некаков ритуал. The better we know him, И колку подобро го знаеме, the more personal and intimate our worship becomes. толку нашето обожавање станува полично и интимно. It's impossible to say we value Christ if we're not spending time at his feet. Невозможно е да кажеш дека го цениш Христос, а не минуваш време со него. In English, we call this lip service. На англиски тоа го нарекуваме служба со устните. We say, God, I love you, Со устните велиме Боже те but we сакам, do and we live our own way of life. ама си живееме по We друг do what we начин. want to do. Си го правиме оно што си го правиме. Are we just giving Christ our lip service? Затоа дали Исус го славиме само со уста, лицемерно, Or are we worshiping him with our full hearts? или го славиме со целото наше срце? There's an interesting paradox at play. Има еден интересен парадокс. The more value we place on a relationship with God, Колку повеќе го вреднуваме нашето заедништво со Бог, the more time we spend in his presence. толку повеќе минуваме време со Него. The more time we spend in his presence, И колку повеќе минуваме време со Него, the more we reflect his character. толку повеќе неговиот карактер се рефлектира во нас. The more we reflect his character, И колку повеќе го впиваме неговиот карактер, the less selfish we become. тогаш помалку себични стануваме. The less selfish we become, И колку сме помалку себични, the more compassion we have for our neighbor. ние повеќе имаме сочувство кон нашите блиски. The more compassion we have for our neighbor, И колку повеќе имаме сочувство спрема нашите блиски, the more opportunities we have to lead them to the feet of Christ. толку повеќе ќе имаме можности да им кажеме за Христос. Like John the Baptist said, Како што рече Јован Крстител, Christ must increase and I must decrease. Христос треба да расте, а јас да се смалувам. Mary's priorities were right. И затоа приоритетите на Марија беа на вистинско место. She valued spending time in the presence of God. Таа вреднуваше да поминува време во присуство на Исус. What about you and I? Што е со тебе и со мене? Do we value spending time in the presence of God? Дали ние го вреднуваме времето со Исус? Or do we value something else? Или времето го трошиме на нешто друго? Ask yourself this question. Запрашај се ова утро. When's the last time that I was overwhelmed by God's presence? Кога последен пат сум бил восхитен од присуството Божјо? When's the last time that I was so overwhelmed that tears were running down my cheeks? Кога последен пат сум бил толку исполнет во Божјото присуство што дори солзи ми течеле од очите? Have you ever experienced the presence of God in that type of way? Сте го искусиле ли Божјото присуство на тој начин? God's not just a God of intellect. Бог не е само Бог на интелектот. He's a God of emotions. Тој е Бог на нашите чувства. He'll speak to you through your intellect. Тој ќе ти зборува преку интелектот, He'll also speak to you through your emotions. но ќе зборува и на твоите чувства. Allow him to speak to your entire self. Дозволи му да ти зборува на твоето целосно битие. Have you ever experienced his presence in such a way that you had to kneel before him? Си го искусил ли можеби неговото присуство на толку силен начин што си морал да клекнеш пред него? Have you ever felt like Isaiah when entering in the presence of God, who said, "Woe is me, for I am unclean"? Дали си се чувствувал можеби како пророкот Исаија кој кога се најде во присуството Божјо рече: "О, тешко мене бидејќи сум нечист." I can only imagine how Mary felt at this moment. Можам само да си замислам како Марија се е чувствувала во тој She момент. was in the presence of Jesus Таа беше во присуството на Исус and had the opportunity to express her worship in a private, intimate way. и имаше прилика да го обожава на еден приватен, личен начин.
You know, the weird thing is, Чудно нешто е others in the room didn't understand what she was doing. што останатите во просторијата не разбраа што прави таа. While Mary is consumed with expressing value to Christ, Додека Марија беше потопена во тоа чувство да ја искаже таа благодарност или присуство Божјо, others in the room were looking down upon her. другите гледа чудно на неа. What are you doing, Mary? Што правиш, Марија? Don't you know there's other things that could be done? Зар не сваќаш дека со тоа миро може да се направи нешто друго? Mary valued her relationship with God. А Марија го ценеше заедништвото со Исус. Mary also gave her very best. Таа исто така го даде нејзиното најдобро за Исус. Think what it was like to be Mary. Размислете како е да бидеш Марија. Jesus brought her brother back to life. Исус го врати нејзиниот брат во живот. Mary understood how much this had cost him. Марија разбра колку тоа го чинеше него. So because of that, she takes a pint of expensive perfume and pours it И on заради his тоа таа feet. зеде сад со најскапоцено миро или парфем и го истори на неговите нозе. And wipes it with her hair. И го избриша со нејзината коса. There's something unique happening here. Овде нешто уникатно се случуваше. That's more apparent to Jewish readers than it is to us И today. можеби поразбирливо за еврејските читатели отколку за нас. In ancient Jewish culture, a host would provide a bowl of water for their guests to wash their feet in. Во старата еврејска култура домаќинот требаше да обезбеди леген за да ги измие нозете на гостот. To that water, drops of perfume would be added. И на тоа нешто обично се додаваше и една капка од парфем. The host had to be very careful with how much perfume they added to the water, И домаќинот обично внимаваше колку да додаде парфем во водата. because wasting resources was a violation of the Torah, Бидејќи ancient Jewish law. Залудното трошење на ресурси беше кршење на Тората, на законот. Can you understand the picture now? Ја разбирате ли сликата сега? To show how much Mary valued Christ, Ова покажува колку Марија го ценеше Исус. she doesn't grab the cheapest perfume that she had stored. Таа не го зеде најефтиниот парфем што го имаше. She grabs her very best. Таа го зеде најскапоценото, највредното. Then rather than just taking a couple of drops and putting it on his feet, И наместо само да стави неколку капки од парфемот, Mary says, I don't care. таа рече не ми е гај. He's worth everything. Тој вреди се. So she pours this expensive Затоа perfume. таа го истури целиот скапоцен парфем. She pours out everything. Таа истури се. If wasting perfume was against the law, Ако трошењето на парфемот беше спротивно на законот, how much trouble would Mary be in for using pure nard, the most expensive во каква perfume? неволја би се нашла Марија што искористи толкова количина на едно скапоцено миро. When Mary took the lid off of that perfume and began to pour it out on Jesus' feet, И кога Марија ја отвори капачката и почна да излива врз нозете на Исус, everybody in the room had to be in shock. сите во просторијата беа во шок. This kind of perfume wasn't normally used to welcome guests. Ваков скапоцен парфем обично не се користеше за пречек на гости. It was generally used to anoint the heads of kings and dignitaries. Обично се користеше за да се помаза главата на достоинственици, на кралеви. Culturally, her actions would have been a horrible waste. Културолошки ова се гледаше како голема загуба. But Mary valued Christ so much that she was willing to give her best. Но Марија толку го ценеше Исус што беше спремна да го даде најдоброто. And then И тогаш she places herself at his feet and begins to wipe up the perfume of her hair. таа клекна пред неговите нозе и почна да му ги брише со низината коса. What a powerful picture of the heart of Mary. Колку мокна слика за Марија. Why? Зошто? Not only is she giving her very best, her perfume. Бидејќи не само што таа го даде најдоброто, незиниот парфем, In ancient culture, a woman's hair represented their glory and honor.
Во старата култура косата на жената представуваше низината слава и чест. Not only is she saying, you are worthy of my everything, Таа не само што кажа ти вредиш за мене the се, most expensive gift I have to offer, јас ти го давам најскапоценото, but I give you my glory and my туку honor. ти ја давам и мојата слава и чест. You see the heart of Mary? Го гледате срцето на Марија. I give you everything. Марија сакаше да каже на Исус, јас ти давам Everything се. I have is yours. Се што јас поседувам е твое. Mary putting down her hair and using it as a towel И Марија ја искористи својата коса како пешкир, крпа. was the greatest act of humility И тој беше еден чин на понизност. that she could have ever shown. Најголем чин што можеше да го покаже. Her actions demonstrated her love. И преку незиниот чин таа ја покажа својата љубов. When reading this story, I can't help but remember what happened in John's vision in the book of Revelations, chapter 5. И не можам да не си спомнам за она што Јован го напишал во Откровението, 5 глава. In a loud voice, the angel of the Lord proclaims, "Who is worthy to break the seals and open the scroll?" Таму пишува, кој е достоен да ги скрши печатите и да го отвори записот. But no one was worthy enough, so John begins to И cry. никој не беше достоен и затоа Јован почна да плаче. Then one of the elders says, "John, do not weep, do not cry. И тогаш еден од старшините рече, Јован, не плачи, Behold the Lion of the tribe of Judah. бидејќи лавот од јудиното колено, The root of David has triumphed. He is able to open коренот на Давид е the scrolls and the seven победник и seals." тој е достоен да ги отвори печатите. Then John saw a lamb, И тогаш Јован го виде јагнето Божие. looking as it had been slain, Виде како е заклано standing in the center of the throne. и тоа јагне стоеше во центарот на тронот на The lamb went and took the scroll from the right hand of him на that sat on the престолот и throne. јагнето го зеде скрол како свитокот, да, го зеде свитокот When he had taken it, и кога го зеде, the four living creatures and 24 elders fell down before him, 24 старешини се поклонија пред него. each holding a harp and golden bowls, И секој од нив држеше харфа и златен став. full of incense, И беа полни со мирис или миро, representing the prayers of God's people. кои што ги представуваа молитвите на Божиот народ. And they sang a new song, И тие пееа нова песна. saying, "You are worthy И таму се велеше ти си to достоен take the scroll and open its seals, да го земеш свитокот и да го отвориш, because you were slain. бидејќи беше заклан And with your blood, и со твојата крв you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. ти ги откупи за Бог луѓето од секое колено, од секој народ и You've нација made them to be a kingdom и ги направи цареви and priests to и serve our God, свештеници да And- служат на нашиот and Бог they will reign on earth." и тие ќе владеат на земјата. After this song, John looked and saw hosts of angels circling the throne. После оваа песна Јован виде ангели кои што кружеа околу престолот And heard them proclaim in loud voices, и викаа со висок глас: "Worthy is the Lamb that was slain Достојно е закланото јагне to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." да прими сила и богатство, мудрост и моќ. Then every creature in heaven, on earth, and under the earth, and on the sea, and in the sea, said to him who sits on the throne and unto the Lamb, "Be praise and honor and glory and power forever." И Amen. секое создание на небото и на земјата, кој што седеше, беше таму, велеа на оној кој седи на престолот и на јагнето, благослов и чест и слава во сите векови. After Амен. this, they fell down and worshipped. После ова тие паднаа пред него и му се поклонуваа. What a beautiful picture of worship and adoration. Колку прекрасна слика на обожавање. Can you imagine how Mary felt being in the presence of the final Passover И lamb? сега можете ли да замислите како Марија се чувствуваше во присуство на јагнето Божие? Can you visualize the tears running down her cheek Можете ли да си ги визуализирате солзите кои што течеа по незиниот as образ? she poured out her most valuable possession Додека таа го истураше скапоценото миро and then dried his feet
with her hair, the и ги glory and honor. бришеше нозите со нејзината коса. What was Mary proclaiming? Што со ова Марија прокламираше? In essence, she was saying, all my praise, honor, glory, and power belong to you. Во суштина таа велеше сета моја слава, чест, почит припаѓа на тебе. All I am is yours. Се што сум јас ти припаѓа. All I have is yours. Се што имам ти припаѓа. I'm holding nothing back. И ништо не сакам да задржам. You have all of me. Ти целосно ме поседуваш. Mary valued her relationship with Christ. Марија го вреднуваше заедништвото со Христос. She gave her very best, Го даде најдоброто. and she prepared the lamb for burial. И таа со тоа го приготви јагнето за погреб. Judas was not happy that she had given this expensive perfume. Јуда не беше среќен што таа го излеа овој парфем. It was worth more than a year worth of wages. Дејќи вредноста на овој парфем беше како една годишна плата. So he strongly rebukes Mary. И тој ја укори Марија. Jesus immediately responds and says, "Leave her alone." А Исус рече, остави ја на мира. It was intended she saved this perfume for the day of my burial. Бидејќи таа го зачува овој парфем за денот на мојот погреб. You will always have the poor among you, Ти секогаш ќе ги имаме сиромасите меѓу нас. but you'll not always have me. Но нема секогаш да ми имате мене. Mary anointing the feet of Christ helped prepare his body for sacrifice in its eventual burial. Марија всушност го приготви телото на Исус за неговиот погреб и воскресение. This moment represented Christ's anointing for burial. Овој момент го представува Христовото помазание и подготовка за погреб. I want you to think about how important this was. И сакам да размислувате колку важно беше ова. Jesus was anointed as the final Passover lamb. Исус беше помазан како вистинското и последно пасхално јагне. He became our final sacrifice. Тој стана нашата последна жртва. Through his blood, we move from bondage to freedom. Преку неговата крв ние преминавме од робство во слобода, From brokenness to wholeness. од скрушеност во целосност, From darkness to life. од мрак во светлина, And from death to life. од смрт во живот. The blood of our final Passover lamb Крвта на јагнето, пасхалното јагне, spared us from eternal death. не зачува од вечна смрт. In him we have our redemption. И во него ние имаме откуп. Through his shedding of blood, forgiveness for our sin. Со споделување на него, пролевање на неговата крв имаме прошка на гревовите. He is worth everything. Тој вреди се. Jesus Christ, the final perfect Passover lamb, Исус Христос, крајното пасхално јагне, willingly laid his life down for our freedom. доброволно го даде својот живот за нашата слобода. This same spotless lamb who endured the cross И ова безгрешно јагне кој што беше на крстот is the same spotless lamb that's among us this morning. е истото јагне кој што е помеѓу нас ово утро. And he's waiting for you. И тој чека за тебе. Like Mary, what will your response be? И исто како Марија, прашањето е што ќе биде твојата реакција кон него? Како ќе реагираш? The reality is Christ is in this room this morning. Реалноста е дека Христос е присутен ова утро во оваа просторија. His presence is among us. Неговото присуство е помеѓу нас. How are we responding to his presence? Како ние ќе реагираме на неговото присуство? Like the religious leaders, are we saying, "Leave me alone, I have my own traditions, my own rituals"? Дали како религиозни водачи ќе кажеме остави ме на мира, јас имам мои обреди и ритуали, Or like Mary, или како Марија? are we placing ourselves at his feet, Дали ќе дојдеме под неговите нозе, pulling our very best perfume from the shelf, ќе го земеме најскапоценото од нашиот шкаф, pouring it out upon him, ќе го излееме пред него, wiping it up with our hair? ќе го избришеме со нашата коса? Are we saying to Christ, "You are my everything. Или со други зборови, дали ќе признаеме на Исус, ти си моето се, I give you everything I have. ти давам се што имам, I give you everything I am. се што сум I give you everything who I will ever be. и се што некогаш ќе бидам, You are worthy. бидејќи ти си достоен. Worthy is the lamb that was slain.
Достојно е јагнето кое што беше заклано. Ако си во оваа просторија денеска and you're not as close to God as you once were. и можеби не си толку близу до Бога како што посакуваш. Maybe you're here this morning Можеби ово утро си овде and you've not stepped into a relationship with God. и се уште немаш направено, немаш создадено заедништво со Бог. Maybe you've just been living life. Можеби само си го живееш животот. You come to church on Sunday morning. Доаѓаш во црква недела наутро, You participate in services. учествуваш во богослужбите, You're at events. присуствуваш на настани, You're doing. правиш нешта, Like Martha, you're so busy како Марта премногу зафатена, that you forget to remember но забораваш that Christ desires for you to be at His feet. дека Христос сака ти да бидеш покрај Него, To spend time with Him in да worship. поминеш време со Него во To pour обожавање, out everything upon Him. да го излееш твоето срце пред To Него, declare you are worthy of everything that I am, everything that I will be, everything that I have. и да му признаеш ти си достоен за се што имам, за се што сум и ќе бидам. If that's you this morning, Ако тоа си ти ово утро, the Holy Spirit wants to work in your heart. Светиот Дух сака да работи во твоето срце. Today is the day of salvation. Денеска е денот на спасението. Today is the day to make a choice. Денеска треба да донесеш одлука. Will I continue to be so busy, Ќе продолжам ли да си бидам зафатен or will I spend time in the presence of my Savior? или ќе поминам време во присуството на мојот Спасител? If that's you this morning, Ако тоа си ти ово утро, there's always opportunity секогаш има можност for pastoral leadership to pray. за да се молиме за тебе,